Денес пак ќе одговориме на прашањето што беше од интерес на сестра Цветанка, а верувам не само неа. Кое беше тоа прашање, се сеќавате ли? Што да прават жените во црква? Така да го парафразирам. Да отвориме уште еднаш во првото послание до Коринтијаните, 14 глава, каде што се наоѓаат запишани овие зборови. Прво послание до Коринтијаните, 14 глава. Каде почнува контекстот? Апостол Павле на многу места, подлог текст во оваа глава, зборува за лажниот дар на јазици или фанатизмот што постои во пентекосталните и неопентекосталните заедници, кој што првпат се јавил и постоел во Коринт во негово време. И како што зборува на таа тема, одеднаш преминува на друга тема, дури во 34 стих. Но јас би сакал, за да видиме како преминува од оваа тема на нашата тема, да почнеме да читаме од 26 стих. Еве што вели апостол Павле. Па што, браќа, кога ќе се собирате и секој од вас има кој псалм, и внимавајте, кој псалм, пример, денес кој имаше псалм кај нас, кога се собравме, сестра Снежана имаше псалм, така ли? Кој псалм, кој полка, Иван имаше полка, да. Понатаму што вели, кој јазик, денес имавме јазици? Имавме само македонски јазик. Немавме потреба да толкуваме друг јазик, како во некои саботи, кога имаме гости од странство. Кој откровение имаме пророци помеѓу нас, кои што ни објавуваат откровение, Господи? Кој толкување? Со други зборови, сите духовни дарови, кои што не ги набројува сите, бидејќи не може, но кажува неколку примери, кој год, каков год духовен дар да има, се нека биде за што? За надградување или за надградба. Значи, се да биде конструктивно, латински кажано, се да биде за назидување, содзидување на Христовото тело, на црквата, за благослов на верниците, на присутните, учесниците во богослужението. И понатаму продолжува со јазикот и вели, ако некои зборуваат на непознат јазик, двајца или најмногу тројца нека зборуваат поред, а еден да толкува. Односно да преведува. А ако пак нема толкувач, тогаш што да прават? Тогаш во црква да молчат, а нека се зборуваат во себе и на Бога. Значи, само единствените кои што го разбираат. Тие самите и Господ. Понатаму преминува на пророците. И вели пророците пак да зборуваат двајца или тројца, а другите што да прават? Да расудуваат. Ова е слично со неговиот совет во Солуњаните. Пророштвата не ги презирајте. Духот не го гасете.
Значи, ако се соочите со човек, верник, пријател, кој што тврди дека има виденија, откровенија Господови, порака од Господа, што треба да правите? Да го отфрлите со презир, абе, ајде, ти ке ми кажеш, ти си имал. Не, да прифатите слепо, здраво за готово, све што ќе ви каже, и тоа не, туку што треба? Треба да бидете внимателни. Треба да расудувате. И во Солуњаните ќе рече, испитувајте се, а тоа што е добро, задржете го. Тука пак вели другите да расудуваат. Со други зборови, другите да вклучат мозок. 30 стих, стигнахме до таму. Но ако на некој друг што седи, му дојде откровение, тогаш првиот нека замолчи. Това е интересен редослед. Замислите, дали би сакале да имате ваков проблем во црквата? Повеќето цркви немаат вакви проблеми. Значи, да имате премногу пророци, па треба се чека на ред. Знаете, секам на лондонскиот аеродром и на двата, па и во Франкфурт исто така, требаше неколку, едно од 15 авиони чекаа на ред на истата писта, за да полетуваат. А, например, нашиот аеродром не е таков. Сега замислите вие, повеќето цркви се цркви без пророци, а апостол Павле дава инструкции што да прави една црква во која што има премногу пророци. Еден по еден, да. И по каков редослед. 31 стих. И така, еден по друг можете сите да пророкувате, та сите да се поучувате и сите да се охрабрувате. Важно е што? Се да биде со ред, а не со безредие. 32 стих. И пророчките духови им се покоруваат на пророците. Зашто Бог не е Бог на безредие, туку на мирот. Како што е по сите цркви меѓу светиите. Значи, која е клучната мисла на апостолот во сите овие примери, што ги набројува од 26 стих надолу, за било кој духовен дар да се работи? Клучната мисла што ги поврзува сите овие, темата е редот. Се што се прави, да се прави со ред, а не со безредие, затоа што Бог не е Бог на безредие, на хаосот, туку е Бог на мирот. И сега, значи, досега зборуваше за ова, и сега 34 стих вели, жените ваши по црквите да молчат. Можда ли апостол Павле да почнува скрос нова тема, која што нема никаква врска со претходнава? Оне што досега беше мислата на поучувањето. Значи, и оваа тема што сега ја споменува, жените во црквата, треба да има врска со редот. Тоа е клучот што не води во толкувањето и разбирањето на неговите зборови. Уште еднаш, 34 стих. Жените ваши по црквите да молчат, ним не им е допуштено да зборуваат, туку да се починуваат, како што вели и законот. На кој стих мисли кога го споменува законот? На кој стих од Стариот Завет? Ако имате конкорданси во вашите Библии, тој не го цитира стихот, мисли на Битие 3.16. Да, кога како дел од проклетствата што ги кажува на Ева, Творецот и вели, меѓу другото, твојата волја ќе биде под власта на мажот твој, ти ќе му бидеш покорна и така натаму. 35 стих. Внимавајте. Ако пак сакаат да научат нешто,
Нека ги прашаат мажите свој дома, зашто срамно е жена в црква да зборува. До тука е целата оваа тема во врска со жените. Понатаму продолжува. Можеме да ги прочитаме и преостанатите стихови, за да видите како истата тема што беше пред тоа, редот, наспроти безредието, е истата тема со која што ја завршува главата. Зар од вас излезе Словото Божјо, или пак само до вас стигна? Ако некој мисли дека е пророк или надарен со дух, нека знае дека ова што ви го пишуваме заповед Господова. А кој не разбира, нека не разбира. И така, браќа, настојувајте да пророкувате, но не забранувајте да се зборува и на други јазици. Се нека биде достојно и уредно. Значи, тоа е повторно клучната мисла. Се нека биде достојно и уредно. Гледате колко е лесно да се разберат некои библиски стихови, ако се читаат во контекст. Значи, ако го проучиме малку контекстот во кој што се наведени и кажани. Сега, зошто апостол Павле ги споменува жените посебно? Зарем само жените прават безредија? Или може да прават безредија во црквата? Како прво, на кого мисли Павле кога вели жени? Или на што мисли? Точен одговор. Мисли на мажени жени, чии што мажи се исто така во црквата. И сега што е проблемот? Дали ова значи дека жените не смеат да имаат било каква служба во црквата? Како што споменавме, поука, псалм, проповед. Дали жените ваши по црквите да молчат, значи дека жената не сме да има никаква служба во црквата. Дори не да прочита стих, како што често прават и нашите девојки и некои од вас другите. Каде знаеме дека не е тоа? Прво би сакале да разбереме каква била службата во не само во Коринт. Како изгледало богослужението во апостолско време, и не само тогаш, меѓутоа ова се случува тогаш. Нешто споменав на оваа тема во новозаветната синагога, меѓутоа сега само ќе повторам или ќе дополнам нешто што таму не го споменав. Како прво, го споменавме учеството на богослужението. Кој се учествувал во богослужението во една црква од апостолско време, во првиот век? Точен одговор е сите верници. Сите присутни учествуваат во богослужението. Меѓутоа, како учествуваат? Видете, ние денес имаме едно богослужение од протестантски тип. Корените на таквото богослужение се од времето на реформацијата наваму. Затоа, со исклучок на овие фанатични движења што ги споменав предходно, ако зборуваме за било какво протестантско богослужение, класично, пристојно и така натаму, сите тие на некој начин малку или повеќе си личат. Во апостолско време богослужението на првата црква личало на кое богослужение? На синагогата, на еврејското богослужение во синагогата. Многу логично. Рековме, првите христијани оделе во синагогата. Туди кога си го имале своето богослужение, каде што се причестувале, значи својата литургија. Зборот литургија во превод се значи народно дело.
Значи, кој се учествува во литургијата? Целиот народ учествува. Затоа е народно дело. Значи, тоа не било дело само на апостолот, често пати апостолите не биле присутни на богослужение, биле на пат во мисија. Не било дело на старешината, на презвитерот, или некаде се нарекуваат епископи, што подоцна ќе стане титула за наследниците на апостолите, кога веќе апостолите нема да бидат живи на земјата. Со други зборови, богослужението не било само дело на ракоположени лица во црквата. Епископи, презвитери, односно старешини, ѓакони. Туку било дело на сиот народ. Сите учествувале во богослужението, но како учествувале? Тоа е битното да го забележиме. Добро, да поставиме на друго прашање. Пред да го одговорам ова, како учествува. Кој се бил ракоположен во во првата црква, во апостолската црква, например? Ако читаме повеќе новозаветни текстови, ќе видиме, да не ги читам сите поред, скоро повеќето се Павлови текстови, исто така. Значи, епископ на прво место или старешина можел да биде само маж. Презвитер, старешина, значи, не само епископ, туку и старешина. Презвитер можел да биде само маж. Денес адвентисти имат проблем со ова. Немаат проблем со ракоположени проповедници, меѓуто имаат проблем со старешини. Наводно папата деновиве скокнал до генерал конференцијата и честита што гласале против ракоположување на жени. Не знам колко е точна таа информација. Беше објавена од една адвентистичка страница. Јас прашав некои луѓе што ги познавам од околината на Вашингтон, некои што активно учествувале на протести пред Конгресот денови. Дали е точна таа вест, ме интересираше дали е точна. Наводно папата рекол, се извинувам, немам многу време, меѓутоа сакав да дојдам да ви честитам за одлуката во Сан Антонио, значи, во јули месец. Во ред, да продолжам со мислата. Дојдевме до геконите, ги споменавме епископите и старешините, дојдевме до геконите. Кој се бил гјакон во првата црква? Дали само мажи биле гјакони? Добро, само мажи биле гјакони, меѓутоа не постоеле само машки гјакони, туку постоела и гјаконица. Постоела или не постоела? Дали во Новиот Завет ни се зборува за некоја жена која што била гјаконица во некоја апостолска црква? Во некоја од црквите што постоеле во времето на апостол Павле? Што мисли? Имало или немало? Дали постои некоја жена што се споменува како гјаконица? Ајде да го најдеме тој стих. Не ви текнува? А што има во Филиба? Најдовте нешто во Филиба? Или вака само нагаѓевте? Само нагаѓевте тоа. Како? Добро, Лидија се крстила, станала верничка со тоа. Дали била геконица? Дали читаме некаде такво нешто?
Во посланието на апостол Павле до римјаните, последната глава, која е последната глава од римјаните? 16-та глава. Апостол Павле целата оваа глава ја исполнил со поздрави. Да. Уште првиот стих се вели: ви ја препорачувам нашата сестра Фива или Феба, зависи како, на кој јазик ја читате, која е што во црквата во Кенхреја. Кенхреја било пристаништето на Коринт. Видите, повеќето преводи пишуваат вака: служителка. Знаете зашто го пишуваат ова? Затоа што не сакаат да напишат, да го остават непреведен изворниот збор гјаконица. Што значи зборот гјакон? Буквално. Што значи епископ? Буквално, знаете ли? Што значи микроскоп? Што значи перископ? Стетоскоп? Што значи тоа скоп? Во сите овие зборови. Гледање. Значи, епископ е надзорник. Они што надгледува од озгора. Што ја надзира црквата. Микроскоп, оно што гледа мали работи. И така натаму. Перископ, оно што гледа од околу. Што значи презвитер, дали знаете? Презвитер значи старешина. И што значи гјакон? Буквално слуга. Гјакон буквално значи слуга. Затоа, изворниот збор гјаконица го преведуваат со служителка. Меѓутоа, апостол Павле напишал дека Фива е гјаконица. Така напишал. Постои други зборови да се каже слуга, ако се мислело на робинка или на некоја послуга, во црквата не постојат такви. Ако некој во црква е ѓакон, тоа што значи само тоа. Не може на црквата поинеко да ја служите. На црква, како ќе служите поинеко на црквата? Како слуга. Ако е ѓаконица, значи тоа е ѓаконица. Да, тоа значи служителка, како што и ѓакон значи слуга. Меѓутоа, ако во црквата сте тоа, значи тоа е црковна служба. Не сте приватен роб, нечи или робинка, или на државата, може би. Значи, многу преводи, да нагласам, го преведуваат овој збор со служителка, затоа што, може би, и не се подготвени да прифатат дека една жена во апостолско време можела да има служба во црквата. Служба на ѓакон. Но ете, можело. Никаде не читаме за старешини, се разбира не за епископи, но за ѓаконица читаме. И јас лично немам ништо против, ако било која сестра биде избрана од црквата да биде ѓаконица, да биде ракоположена како таква, бидејќи се ракоположува во тој чин за кој што е избрана. За ѓаконски чин. Не се ракоположува за проповедник или за старешина на црквата. За тие служби апостол Павле има други зборови, каде што дискутира на тема мажи и жени. Ние сега нема да ги отвараме тие теми. Важно докажавме дека во црквата не значи жените да молчат по црквите, не значи да немаат
никаква служба. Тоа не значи. Тоа само библиски го докажавме досега. Која била службата на ѓаконите во црквата? Значи, христијанското богослужение било слично на еврејското. Било, значи, еден вид литургиско богослужение, каде што многу се пее, како што знаете во католичкото и православното богослужение, се богослужение од литургиски тип, не се богослужение од протестантски тип, каде што многу се зборува, туку тоа се богослужение каде што многу се пее. И еврејското богослужение било од литургиски тип, денес во еврејските синагоги исто така, но со таа разлика што во новозаветната синагога имало доволно многу простор за проповед. Се разбира, проповед е предвидено и да постои и во литургиското богослужение. Меѓутоа, зашто во МПЦ немало никогаш проповеди за време на комунизмот, тоа треба да ги прашаме нив. Зашто ја изфрлија проповета од богослужението. Дори во последно време ја воведуваат повторно проповета, за да не биде само пеење. Сето останато. Ѓаконите учествувале во богослужението со молитви, јавни, гласни молитви, со пеење на некои посебни. Значи, некога пеат сите верници, туку со пеење на некои посебни возгласи и со читање на библискиот текст. Што мислите, денес на едно православно богослужение, дали жените имаат учество во нив? Да. Најчесто пеење. Меѓутоа, апостол Павле споменува разни служби во црквата, така? Псалмот значи пеење, но споменал поук, спомена пророштво, спомена. Не можеме да додадеме. Тој не ги спомена сите. Може жената да има и проповед. Тогаш, што е проблемот кој што го обработува во последните, тука 34 стих, 35 и 36 од 1 Коринтијаните 14 глава? Што е проблемот? Какво безредие се случувало? Значи, ако некоја сестра има поука, псалм, чита библиски текст, постои еден обичај што е постоел. Постои и во православието, постоел, не сум видел, но може би постои во католичката црква, не сум сигурен. И постои на многу места во протестантизмот, постои во некои адвентистички цркви, што ги видов на запад. Еден добар обичај, а тоа е пред проповедта, некој ѓакон, обично тоа е ѓакон, но во адвентистичките богослуженија, тој што го води богослужението, водачот на богослужението, а може да биде и било кој друг, чита еден библиски текст, кој што представува главниот текст на проповедникот за проповед. Ја чита, само го чита текстот без коментар, само библискиот текст. И кога ќе дојде проповедникот да застане, може би после пауза со една заедничка песна, тогаш проповедникот ја почна проповета врз база на тој текст што бил прочитан од ѓаконот или од водачот на богослужението. Тоа е убава традиција кај некои местни цркви. Жените навистина може да имаат секаква служба во Божјата црква, како и мажите, но овде за каков проблем станувало збор, каде што апостол Павле ги споменува конкретно жените. Прво кажавме се мисли на мажени жени, чии што мажи биле исто така присутни во црквата. И сега што бил проблемот?
Да се вратиме на нашиот текст. Проблемот е, значи, безредие. Нешто што го ремети богослужението. Нешто што создава немир. Тоа не е некој елемент од самото богослужение. Значи, никој, брат или сестра, кога чита Библија, библиски стих, кога има поука, кога има псалм, кога има било која служба, со тоа не создава неред или немир. Туку кога се создава немир? Немир се создава со некои активности таму позади, што вели Борче. Значи, некои активности што не се дел од богослужението. Така се создава немир. Прва Коринтијани 14 глава 23. Ако пак целата црква се собере на едно место и сите почнат да зборуваат на непознати јазици, а дојдат и прости луѓе или безверници, нема ли да речат дека сте полуделе? Да, многу убави зборови. Може, ајде. Да. Така. Галама. Ред, така. Да, благодарам. Благодарам. Зато има видено во некои мести цркви, каде што се држи поуката во класи, секоја класа се повлекува во посебна просторија, а не како што беше на времето тука со галама. Кој проблем го констатавале конкретно мажените жени во црквата? 35 стих. Значи, откако го прочитавме 34 стих, во 35 прочитавме за жените, ако пак сакаат да научат нешто, нека ги прашаат мажите своји дома, зашто срамно е жена в црква да зборува. Сега, што значи ова? Што правиле мажените жени, не значи дека сите да го правиле. Некои тоа го правиле, се разбере. Сите жени не се исти. Сите мажи не се исти. Слава на Бога, повеќето жени во црквата се мирни, примерни жени. За жал имаме исклучаци. Проблемот што го правеле некои мажени жени е што за време на богослужението, ако нешто не разбрале што се кажало, што се споменало, проповед или пророштво, било што, ги прашувале своите мажи на лице место да им се дообјасни. Сега, знаете како изгледало тоа прашување? Значи, жените не биле седнати како сега Перса што е седната до Данило. Сте видели како се во православието, каде стојат жените, каде стојат мажите? Од каде го научиле тоа? Од еврејската синагога. Сте видели во еврејска синагога каде стојат мажите, каде стојат жените? Многу што, христијаните многу што копирале од еврејското богослужение, од синагогалното богослужение. Значи, мажите се на една страна, жените се... Замислете ваква ситуација, да не постои средната редица. Да постојат само овие две на крајот. Сите мажи да бидат само на едната страна, сите жени да бидат само на другата страна, и за време на богослужението, жената да го прашува мажот, било што, па дури ако нешто се однесува за самото богослужение. Тоа се случувало. Да, постои? Значи, тие го следат тоа.
предание. Значи апостол Павле апелира на ред, апелира на мир, апелира на пристојно, достојно однесување од сите, и од мажи, и од жени, но постоел конкретен проблем во црквата, во Коринт претежно, бидејќи сега не читаме во други цркви вакво нешто. Веројатно било локален проблем на Коринт, но запишано е за наша поука, затоа што сето тоа е корисно. За време на богослужението, да се внимава на богослужението. И ако нешто не ни е јасно, да не прашуваме никого гласно, да не коментираме гласно, да не го реметиме самото богослужение, особено не таму позади на магарешката клупа. Да, затоа јас се преместив на неколку клупи, за да го избегнем тоа, и дури седнав тука напред пред лаптопот. И таму не можев да го избегнем. Не можев да избегнем некој верник да дојга кај мене и да ме прашува нешто за време на богослужението. Затоа, веројатно нареден пат кога брат Борчек има проповед или било кој од вас, брат или сестра, ќе има служба на катедра, јас ке треба да седнам позади на катедра, па да видам дали таму ќе се каже да ме прашува. Тоа не е битно. Толку колку што е битен принципот дали се што правиме ќе биде во ред. Затоа што само тогаш кога е во ред, само тогаш ќе биде на благослов за сите присутни. Тоа е мислата на апостол Павле. Сестра Цветанка, дали јасен сега апостол Павле? Да. Да, воопшто не се трудев, но тоа е нешто што да го знаеме точно и што самиот контекст ни го кажува. И корисно е не само за овој проблем, било каде во Библијата да се среќавате со тешки стихови, што не може веднаш да ги разберете, кој е првото правило? Проучувајте го по широкиот контекст од околу, да видите која е главната тема, главната мисла, што се провлекува ни стиховите. Во случајов, мислата на апостол Павле, темата е редот во црквата. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.